Почитувани присутни, драги спортисти, спортски работници и љубители на спортот. Спортот не е само физичка активност, тоа е начин на живот, пат за изградба на карактер, градење на дисциплина, тимска работа, почитување на правилата и трудот на поединецот, поттик за младите да ги развиваат своите вештини и да се надпреваруваат во духот на фер плејот. Македонска каменица, иако мала, сепак има долга традиција на љубов кон спортот. Каменица е дом на бројни клубови, спортисти, чии чекори започнаа токму овде. И затоа денешниот настан е посветен на нив, на сите оние кои со труд и љубов кон спортот се амбасадори на Македонска каменица. Но дозволете ми најпрво да ја проследиме заеднички химната на нашата држава. Драги гости, ми представува чест да ви посакам добре дојде на првата манифестација избор на спортист на Македонска каменица. Во таа насока најпрво би сакала да го поздравам Сдруженијето на граѓани Багери на чело со председателот Звонко Прангов. Тие се виновници и ставиат камените на денешниот настан. Бидејќи вакви патики не се трчаат самостојно, благодарност за успешност и реализација на овој настан упатувам и до поддржувачите. Анабела 2018, Компани Христи, Гопласт Караман, Деплас Монт, Ресторан Иднина, Кавкам, Никостил, Палмас, Пајо Го, Ресторан Шизик, Митатекст и Медиа Поинт. И пред официјално да започнеме, го поканувам градоначалникот на општината да ја прими плакетата на општина Македонска каменица за особен придонес, поддршка и вложување во развојот на спортот во Македонска каменица. Воедно и да ја отвори манифестацијата и да ги додели првите неколку признања. Поверете. Почитувани представници на Советот на општина Македонска каменица, почитувани сограѓани, драги спортисти, спортски работници и ентузијасти. Со голема радост и чест вечерва го означувам почетокот на првата манифестација спортист на годината на Македонска каменица. Овој значаен настан го посветуваме на одбележувањето на спортските успеси кои исполнуваат нашата општина со гордост,
истакнувајќи го трудот, талентот и посветеноста на нашите спортисти кои успешно ја афирмираат македонска каменица на домашната и меѓународната сцена. Најнапред, дозволете ми да упатам искрена благодарност за можноста да бидам дел од оваа вечер, како и за признанието кој ја одразува нашата заедничка посветеност кон развојот на спортот. Ова признание не е само потврда за нашата досегашна работа, туку и мотив за континуирана поддршка и вложување во спортот со цел да создадеме подобри услови за сите идни генерации. Како општина ќе продолжиме да инвестираме во спортската инфраструктура, да ги поддржуваме спортските клубови и нашите млади таленти. Затоа што тоа е она што не обединува, промовира и она што не представува насекаде не само во нашата држава, туку и во останатите држави на ниво на Европа. Особена благодарност упатувам до Сдруженијето на граѓани Багери и до нашиот сограѓанин Звонко Прангов, кој со својата исклучителна љубов кон спортот, како долгогодишен новинар, спортски дописник и неуморен ентузијалист, со ценење облагодорува нашата заедница. Организацијата на оваа манифестација е доказ за неговата визија и неуморна посветеност, кои служат како инспирација за сите нас. Благодарение на неговата иницијатива, со манифестацијата Спортист на годината, се надевам дека од вечерва започнува нова традиција во македонска каменица, која ќе го зацврсти значењето на спортот во нашата општина. Ви благодарам за честа да бидам дел од оваа свеченост. На сите наши спортисти им посакувам многу успех, нови победи и инспирација за натамошни достигнувања. Ви благодарам од се срце да сте ми живи и здрави и би сакал да го поканам господинот Звонко Прангов да ми врачаме еден Сите знаеме дека фудбалскиот клуб Каменица Саса е срцето на градот. И не само што има долгогодишна историја на успех, туку и активно вложува во младите генерации и развојот на талентите. Со посветеност и страст, клубот создава услови за напредок на младите фудбалери, кои се основата за идните успеси на клубот. Со амбиции и за постигнување на нови врвови, фудбалскиот клуб Каменица Саса продолжува да се грижи за својот талент. Доказ за тоа е генерацијата U10, кои се есенски шампиони во детската лига на Кочански регион. Македонска Каменица е горда на вас. Затоа, заедно со вашиот тренер Ален Миленковски, со задоволство ве поканувам да ја примите плакетата за најдобра детска екипа во категорија до 10 години во Македонска Каменица. Поверете! И така, почнувајќи од најмладите, па генерацијски нагоре, полека но сигурно создаваме тим кој ветува многу во фудбалот. И помладите пионери на фудбалскиот клуб Саса се есенски шампиони во својата лига. И затоа и на нив Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска Каменица
им доделува плакета за најдобра детска екипа до 14 години во Македонска Каменица. Победете! Македонска Каменица има таленти во сите спортови и активности. Пинг-понгарскиот клуб САСА е формиран во 2019 година. Во моментот има 6 активни надпреварувачи кои комбинирано учествуваат на тековни надпревари. Активно се надпреваруваат веќе 5-та година поред во втората лига на Македонија и се на средина на табелата. Сегашен председател Стево Ристовски и во огромна чест Сдруженијето на граѓани багери денес им доделува признанија за успешно надпреварување и развој на пинг-понгот во Македонска Каменица. Почитуван Стево Ристовски, победете! Признанието заминува во рацете на шаховскиот клуб од Македонска Каменица. Формиран во 2018 година и регистриран со решение за дејност спорт од Агенција за млади и спорт и член на Шаховска федерација на Македонија. Редовно учествува на државни првенства во сениорска и младинска конкуренција. Редовен учесник во квалификациите за втора лига на Шаховска федерација, при што оваа година се пласиравме на 4-то место од вкупно 15-тина екипи. Редовно учествува на повеќе турнири во државата со солидни пласмани. Секоја година клубот одржува градски првенства за сениори во машка и женска конкуренција, како и градски првенства во младински и пионерски категории. И во моментот во клубот членуваат 64 шахисти. Почитувани, на моје огромно задоволство ве поканувам на сцена да го примите признанието за успешно надпреварување и популаризација на шахот во Македонска Каменица. Повелете! Од овде вниманието го насочуваме кон младата талентирана кошаркарка Моника Зафировска. Незината приказна започнува во баскеткам и тоа од својата 10-годишна возраст. Бележи настапи за репрезентација до 16, 18 и 20 години, а моментално настапува за Скопски Вардар. Почитувана, со задоволство те поканувам на сцена да го примиш признанието за успешно надпреварување во националните првенства.
младите таленти ја издвојувам и младата Стефани Јанева, новата надеж на македонска каменица и на македонската кошарка. Започнува со кошарка од својата 6-годишна возраст, настапува во репрезентацијата до 18 години. Македонска каменица на вистина е горда на младите сили кои доправа ќе блескаат. Издруженијето на граѓани багери од Македонска каменица денес ти доделува признание за спортист на годината во категорија до 14 години. Поверете. За следните неколку признанија со задоволство го поканувам господинот Љупчо Трајановски, председател на Комисијата за спорт при Советот на општина Македонска каменица, да ми се придружи на сцена. Младите спортисти, фудбалери, ракометари се иднината на македонскиот спорт. Следното признание заминува во рацете на младиот фудбалер Петар Митревски, кој од своји 6 години е на терен. Бележи настапи за репрезентацијата на Македонија до 16 години и моментално е фудбалер на фудбалскиот клуб Каменица Саса. Со задоволство те поканувам на сцена да добивиш признанието за спортист на годината во машка младинска конкуренција. Сите ние добро го знаеме фудбалскиот клуб Каменица Саса, формиран во 1968 година од рударите на рудник Саса и веќе половина век е срцето на градот. Клубот низ годините изградил репутација на квалитет и успешност, а во сезоната 91-92 ја освои титулата во првата македонска фудбалска лига. Во сезоната на 95-96 година фудбалскиот клуб Каменица Саса стигна до финалето на Купот на Македонија, а 4 пати се надпреваруваше во полуфиналето на истиот. Денес клубот активно се надпреварува во втората македонска фудбалска лига, со амбиции и желба за нови врвови и нови успеси. Јас со задоволство ве поканувам да го примите признанието за успешно надпреварување и развој на фудбалот во Македонска Каменица. Поканувам представник на клубот да го прими признанието. Сдруженијето на граѓани багери од Македонска Каменица ги познава сите таленти. И затоа следната приказна е за нашиот ракометар Кристијан Анастасовски. Со спортот се занимава од најрани години, а негов прв голем предизвик е Вардар јуниор. Низ ракометниот пат Кристијан настапува и за работнички Охрид, а освен домашни предизвици, има настапувано и за косовскиот клуб Кастриоти Феризај, како и францускиот второлигаш Анже. Негов сегашен клуб е Тиквеш, со кого минатата година освои 5-то место во првенството и настапи во Лига Европа. Почитуван, задоволство ми е да те поканам на сцена да го примиш признанието за успешно надпреварување во националните првенства и спортска промоција на Македонска Каменица.
позитивна приказна е приказната за женскиот фудбалски клуб Каменица Саса, формиран во 2017 година. Низ годините бележи континуиран раст и постојани врвови. Закитена со 2 шампионски титули на Македонија, освојувач на Купот на Македонија, а на меѓународна сцена 2 пати учесник во најелитното надпреварување за жени, Лига на шампиони, и тоа во Италија против гигантот Јувентус и турскиот првак Бешикташ, како и во Бугарија против бугарскиот шампион Софија. Освојувач на неколку пријателски турнири, како во Куманово, и тоа каде во финалето славија против балканскиот гигант Црвена звезда. Бележат освојување на неколку турнири во младински категории до 15 години. Од клубот си излезени голем број на репрезентативки во сите категории и неколку звучни интернационални трансфери, и тоа во Турција, Босна, Малта, Израел, Србија и слично. Девојки, гордост и инспирација сте сите вие. Јас со задоволство ве поканувам да го примите признанието за успешно надпреварување и развој на женскиот фудбал во Македонска Каменица. Повелете! Млад талент е еден бисер на Македонска Каменица. Од такви млади бисери и млади спортисти го истакнувам Оливер Стојменовски. Покажува љубов кон фудбалот од најрани години, а својата професионална кариера ја започнува во фудбалскиот клуб Работнички. Оттаму заминува за Карабах, Азербејџан и повторно се враќа во Македонија. Во своето правенство и во својата кариера настапува за Борец, Победа, Тиквеш. Со фудбалскиот клуб Тиквеш во 2024 го освои Купот на Македонија и настапи во Лигата на конференции. Во текот на својата кариера има настапувано и за репрезентацијата на Македонија до 17, 19 и 21 година. Македонска Каменица е горда на тебе и на секој спортист чии корени потекнуваат одовде. Со задоволство те поканувам да го примиш признанието за успешно надпреварување и национално првенство. За сите од вас е познат нашиот професор и поранешен фудбалер на фудбалскиот клуб Саса Сашо Велиновски. Човек кој целиот фудбалски опус го има оставено во фудбалскиот клуб Саса, денешна Каменица Саса, член на сите младински категории на клубот и многу успешни настапи за сениорскиот тим на фудбалскиот клуб Каменица Саса. Моментално е еден од најперспективните тренери во втората македонска фудбалска лига и со фудбалскиот клуб Каменица Саса бележи фантастични резултати. Почитуван Велиновски, со задоволство го поканувам на сцена да го примите признанието за тренер на годината 2024 во Македонска Каменица и да се обратите на родната Каменица. Фала Звоне да организираш ова прекрасна манифестација уште многу години. Признание што доаѓа од мевачка група има посебна тежина, така да фала ви од срце.
Драги гости, се надевам дека до овде уживавте низ успесите на нашите спортисти. Ве оставам на една музичка пауза во избедба на нашиот талентиран Дамјан Стојменовски. Уживајте! Добро вечер на сите, чест и задоволство ми е што сум дел од овој настан. Ви благодарам на поканата. Јас ќе ви отпевам неколку песни, а се надевам дека вие ќе уживате. Честитки до сите кои што земаа награда.
поздравам, сета љубов турцу жив, на тебе ја потроши. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Од небо нек се слушат и громови на душа, само да ти слушам глас. Признавам пред светот, ќе го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да поздравам, сета љубов турцу жив, на тебе ја потроши. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Не можам од тебе да поздравам, сета љубов турцу жив, на тебе ја потроши. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Пак е сама, душава пак е сама, рана до рана, стојат како тетоважи, магла падна, све мириса на наши, спомени празни флаши, не свиени ноги, кажи кој те љуби, кој те мази, кажи ти ајде лажи, дали уште срце тражи, или душа уште прази, кој те љуби, кој те вози, лажи ме, лажи, дека те теши друг, кога имаш ноги прази. Ако има магла, види ме, кога пак ја падна, види ме. Ако има магла, ми се руши свет, само еден повик те смени се. Ако има магла, види ме, кога пак ја падна, види ме. Ако има магла, од зори па до сама, да уште една шлагла, слуши ме. Слушай меня. Се брам мртов младен, а во мене крие лава, падна, точно падам јас, на твојот шарм да изгубам баланс. По-добро да сум сам ја, ако нема нас, кој те љуби, кој те мази, кажи ми лажи, дали уште срце тражи, или душа уште прази, кој те љуби, кој те вози, лажи ме, лажи, дека те теши друг, кога имаш ноги празни. Кога има магла, види ме, кога пак ја падна, види ме. Кога има магла,
Верувам дека сите уживавте во изведбата на нашиот талент Дамјан Стојменовски. На моје огромно задоволство, повторно би го поканила господинот Вериновски да ми се придружи на сцена за следните признанија. Од младите таленти го издвојуваме и кошаркарот Матеј Митревски. Неговите први чекори се од 5 годишна возраст. Станува збор за исклучителен млад талент со светла кошаркарска иднина. Неколку сезони забележа одлични надпревари во младинските категории на матичниот клуб Баскет Кам, а денес настапува за Скопски Вардар. Во неговата досегашна кариера има настапувано и за репрезентацијата до 14 и 16 години и бил учесник на младинско европско првенство. Верувам и знам дека името Матеј Митревски доправа ќе се слуша и затоа со задоволство те поканувам на сцена да го примиш признанието за спортист на годината во машка младинска конкуренција. Повели на сцена. Амбасадори ја истакнувам и кошаркарката на Баскет Кам Ивана Кметовска. Родена во 1995 година во Скопје. Кошаркарка која изминатите години беше една од најдобрите во домашното првенство, но и во репрезентацијата. Кметовска голем дел од своето кошаркарско знаење го научи во Соединетите Американски држави. Во текот на својата кариера има настапувано и за романската екипа Сепсисик, каде играше против едни од најдобрите кошаркарки во Европа и во светот. А во Купот на Македонија 2024 жени, Кметовска беше најкорисен играч на финалето. Македонска каменица играчите на своите клубови ги чувствува како своји. Затоа Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска каменица и доделува признание за успешно надпреварување и врвни достигнувања во спортски клуб од Македонска каменица. Почитувана Агрелето на сцена. Од спортистите кои Македонска каменица ги чувствува како своји е и фудбалерот на фудбалскиот клуб Саса Андреј Симевски. Својата кариера ја започнува на своја 8 годишна возраст и тоа во Напредок Пехчево. Во понатамошните предизвици заигрува за Стибо, Китго, Детонит, Малеш, Особово, Слога, Беласица, а има настапувано и за Черно море од Бугарија. Во моментот Симевски е фудбалер на фудбалскиот клуб Каменица Саса, а Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска каменица му доделува признанија за успешно надпреварување и врвни достигнувања во спортски клуб од Македонска каменица. Почитувам Симевски, повели на сцена. И на каменичанецот Владко Стојановски, професионален фудбалер кој игра како напаѓач за македонскиот прволигаш Работнички. Неговата професионална кариера ја започнува во младинските категории на Металург. Понатаму фудбалот и предизвиците го носат низ Ренова, Шкендија, па се до интернационални предизвици како фудбалскиот клуб од Лига 1 Ним Олимпик, Сплит Горица, Септември Софија, а сезоната 2018-2019
ја заврши како најдобар стрелец во првата македонска лига. Бележи 10 настапи за репрезентација и го има своето деби квалификацијски надпревар за Европското првенство во ноември 2019 година против Австрија и веднаш го постигна својот прв репрезентативен гол. Како вистински талент на градот, со задоволство те поканувам да го примиш признанието за успешно надпреварување во националните првенства и спортска промоција на македонска каменица. Освен талентите, не ги забораваат и спортските работници во македонска каменица. Шампионот, кошаркарскиот клуб Баскет Кам е предводен од Јордан Цветановски. Човекот кој целиот свој живот го посветил на кошарката, а во 2011 година ја донесе и во македонска каменица, започнувајќи со интензивни тренинзи за сите генерации. Во 2020 година го основа женскиот кошаркарски клуб Баскет Кам и оттогаш е негов председател. Успесите на Баскет Кам веќе ги знаете. Шампионските титули и стратегијата со која ги води своите кошаркарки му донесоа признание за најдобар тренер во младинска и сениорска конкуренција. Почитувам Цветановски. Задоволство ми да го поканам на сцена да ја примите плакетата за спортски работник за 2024 година во македонска каменица, да се обратите на публиката и да останете на сцена за следните признанија. Добро вечер на сите. Голема благодарност за Сдружение на граѓани Багери, голема благодарност до председателот на Сдружението Звонко Прангов, голема благодарност до градоначалникот на општина Македонска каменица и до советниците кои го помагаат спортот и ни вознушуваат да го представуваме Македонска каменица во најдобро светло. И благодарам на сите. Од младите таленти ја имаме и Јована Петрушевска, родена 2011 година во Скопје. Во фудбалскиот клуб е веќе 6 години. Фудбалерка која со својот талент може да ги покрива сите позиции во нападот. У15 репрезентативка на Македонија, капитен на младинската екипа и најдобар голгетер веќе 3 години поред. Те поканувам на сцена да го примиш признанието за спортист на годината во категорија до 16 години. Еден од многуте амбасадори на македонска каменица е и звездата на македонскиот футсал, Адриан Мицевски. Стандарден правотимец и еден од најдобрите репрезентативци во историјата на македонската футсал репрезентација. Долги години гради интернационална кариера и има настапувано за Железарец, Хрватскиот сквер, како и Кипарска Омонија. Бележи над 90 настапи со футсал репрезентација. Има постигнато најбрз хет-трик за помалку од 2 минути против Швајцарија, а во дресот на Штутгартер еден од најдобрите клубови во германскиот футсал шампионат во 2022 ја освои Бундес футсал лигата. Во моментот Мицевски настапува во Шведска, а Македонска каменица и Сдруженијето на граѓани Багери му доделуваат признание за спортска промоција на македонска каменица на национални и меѓународни надпреварувања. Поканувам представник да го прими признанието за Адриан Мицевски. So much
Добро вечер и да ве поздравам целата оваа организација во името на Адриан, значи оправдано одсутен, моментално е во Шведска, таму се надпреварува во друга екипа, во футсал и многу поздрав за организаторот, звоне посебно до вас и багери само напред со македонската команда. Следното признание заминува во рацете на Благој Димитровски. Тој започнува својата фудбалска кариера во младинските категории во некогашна САСА во 82 година, а потоа во првиот тим на фудбалскиот клуб САСА. За време на својата фудбалска кариера настапува и во Делчевска Брегалница. Моментално Димитровски е тренер на младинските категории на фудбалскиот клуб Каменица САСА помлади пионери, кои се шампиони во првата полусезона од надпреварувачката 2024-25 година. Активно работи на развојот и промоција на младинскиот фудбал во Македонска Каменица. Во таа чест, Сдруженијето на граѓани Багери со задоволство му доделува плакета за тренер на годината на екипа во младинска конкуренција во Македонска Каменица. Поканувам представник да го прими признанието на Благој Димитров. Во плејадата од признанија за спортисти не се забораваат и постарите генерации. Лазо Стаменковски е председател на шаховскиот клуб Каменица САСА од самото формирање. На последните квалификации за втора лига освои 5,5 од можни 6 поени, играјќи со повеќе Интер и Фиде мајстори. Учесник е на повеќе рапид турнири во Македонија со добри резултати. На Опен меморијалниот турнир Трајко Атанас во Македонска Каменица има освоено второ место и многу рейтинг поени, а и капитен на екипата и главен менаџер-организатор. Судија на општинските првенства во повеќе категории и е предавач на шаховска школа за младинци и пионери. Има освоено 7 место на меѓународен турнир во Бугарија. Без сомнение е шахист со големо реноме и кандидат за титулата Интермајстор. Господине Стаменковски, навистина ми е чест да ве поканам на сцена да ја примите плакетата за особен придонес во популација и развој на шахот во општина Македонска Каменица. Победете! Зад успесите на женскиот фудбалски клуб Каменица САСА стои инспиративниот Зоран Златковски, репрезентативец на Македонија со богата интернационална кариера. Низ својот фудбалски пат има настапувано во Бугарија, Грција, Иран. Во родната татковина бележи настап за Академија Пандев, Брегалница Штип и фудбалскиот клуб Каменица САСА. Беше тренер и играч во исто време и успеа САСА повторно да ја внесе во втората македонска фудбалска лига. Како тренер поседува АУЕФА лиценца, 2 години ја предводеше У15 женската фудбалска репрезентација и 8 година поред е тренер на женскиот фудбалски клуб Каменица САСА. Почитуван Златковски, задоволство ми да ве поканам на сцена да ја примите плакетата за тренер на годината на 2024 година во женска конкуренција во Македонска Каменица. Да се обратите на родната Каменица и да останете на сцена за следните признанија. Добро вечер на сите.
Сакам да ја потцртам одличната организација на манифестацијата од страна на Багери, од страна на Звоне Прангов и секако од сите што помогнаа за да биде на ниво. Огромна благодарност за поддршката до градоначалникот, Советот на Македонска каменица, Рудник Саса, награда која ќе не мотивира само 2025 да бидеме уште подобри, со уште повеќе успеси и да ги радуваме нашите сограѓани со уште победи и успеси. Благодарам. 40-тите години од животот за повеќето се период кога спласнува желбата за спорт и активните спортисти го посветуваат слободното време на најблиските. За разлика од повеќето, приказната за Бошко Стаменковски е сосема различна. Еден од ретките што започна да се занимава со малку познатиот пауерлифтинг по 40-та година од животот. За доста кратко време успеа да освои се што може да се освои на големите надпреварувања. Има настапувано во над 130 домашни и странски турнири и своето име го има закитено со над 100 медали. Денес Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска каменица со гордост му доделува признание за спортска промоција на Македонска каменица на национални и меѓународни надпреварувања. Поведете на сцена. Дека вакви патики не се трчаат сами. Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска каменица не ги заборава и главните поддржувачи на овој настан. Затоа чест ми е да го поканам Горан Ристовски од мултимедијален сервис Каменица МК да го прими признанието за континуирана промоција на спортот и спортските настани во Македонска каменица. Почитувам Ристовски, поведете. Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска каменица упатува и посебна благодарност до Анабела Доел од Македонска каменица за поддршка на манифестацијата и за придонес во развојот на спортот во Македонска каменица. Поканувам представник да ја прими плакетата за поддршка на манифестација и придонес во развојот на спортот во Македонска каменица. Поведете. Повторно би го поканила градоначалникот на општина Македонска каменица да ми се придружи на сцена за следниве неколку признанија. Фудбалскиот клуб Каменица Саса е дом на многу спортисти кои живеат за спортот и се целосно посветени на успеси и напредок на клубот. Симон Стојковски е спортист кој ги брани мрежите на фудбалскиот клуб Каменица Саса, а во својата кариера има настапували во фудбалскиот клуб Осолов. Со голема чест те поканувам да ми се придружиш на сцена да ја примиш плакетата за спортист на годината во сениорска конкуренција мажи за 2024 година во Македонска каменица и да се обратиш на присутните. Добро вечер на сите. Чест и задоволство ми е што сум дел од оваа манифестација за избор на спортист на годината. Голема благодарност до Сдруженијето на граѓани Багери, градоначалникот на општина Македонска каменица и уште еднаш благодарност за оваа награда.
Саса Стефанија Маринковска. Во клубот, уште од самото создавање, скоро 8 години, фудбалерка од одбранбената линија која ги помина сите младински категории и веќе е стандарден првотимец. Има настапувана за U15, U17, U19 репрезентации, а моментално е во репрезентација на Македонија. Задоволство е што денес си со нас и со чест те замолувам да се придружиш на сцена да ја примиш плакетата за спортист на годината во сениорска конкуренција жени и да се обратиш на присутните. Голема благодарност до Сдруженијето на багери. Исто така голема благодарност до општината на Македонска Каменица. Чест и задоволство ми е што сум дел од оваа награда. Мило ми. Понатаму вниманието го насочуваме кон шампионскиот баскет. 11-та година најпрво како баскеткам, а потоа како женски кошаркарски клуб Баскеткам е основан во 2020 година. Од основањето на клубот па досега има освоено 3 купа, 3 суперкупа и 3 пати се шампиони на Македонија. Минатата 2024 година беше трократен шампион на Македонија, со освоен куп, суперкуп и шампионатот на Македонија. Од клубот има репрезентативки во сите национални селекции, од најмалите до сениорската репрезентација. Неколку пати се наградувани за најдобар женски и младински клуб во државата. Еве, неколку години Баскеткам е врвот во македонската женска кошарка и без сомнение бисерот на овој град. И Македонска Каменица ја направија центар на македонската женска кошарка. Навистина ми е задоволство и привилегија да ве поканам да ја примите плакетата за најдобра сениорска екипа за 2024 година во Македонска Каменица. Повелете! Повторно би сакала да ги поздравам поддржувачите без кои овој настан немаше да биде реалност. Анабела 2018, Компани Христи, Гопласт Караман, Депласт Монт, Ресторан Иднина, Кавкам, Никостил, Палмас, Пајо Го, Ресторан Шизик, Митатекс и Медиа Поинт. Без нив овој настан немаше да биде ни половина од тоа што е денес. Следната плакета ја насочуваме кон вистинскиот амбасадор на градот, Бојан Трајковски, македонски поранешен кошаркар и член на македонската машка репрезентација. Крилен центар кој последен пат настапи за кошаркарскиот клуб Феникс 2010. Својата професионална кариера Трајковски ја започна во екипата на Балкан Стил во 2002 година. 6 години го носеше дресот на работнички, со кој освои 4 шампионски титули во македонското правенство и 3 купа на Република Македонија. За сезоната 2009-2010 се префрли во екипата на Фени Индустри, каде продолжил да реди успеси, освојувајќи уште по една титула во правенството и во купот. Играл 2 сезони за Торус, една одново за Фени и една во Лирија. Потоа како слободен играч го напуштил клубот и го има своето прво искуство во странство, потпишувајќи договор со полската екипа Енергија Чарни Слупс. Оттаму се преселил во Сигал Приштина од Косово и заедно со сонародникот тренерот Маријан Илиевски го освоил бибол над преварувањето во 2015 година. Во октомври потпишал договор со работнички, а во кариерата има настапувано и за Куманово, Карпош Соколи, МЗТ Аеродром, па
Ракш од Унгарија, Гостивар, Кожув и Пелистер. Во квалификациите за Европското првенство 2015 Бојан Трајковски е најдобар стрелец на македонската репрезентација, со постигнати 68 бодови, а имал и 32 скока. Во текот на својата кариера има добиено неколку признанија како домашен играч на сезоната, крилен центар и многу други. А родниот град денес со задоволство му дава признание за животни достигнувања и спортска промоција на македонската мелика. Почитувам Трајковски, чест и привилегија да ве поканам на сцена да го примите признанието и да се обратите на родната каменица. Почитувани сограѓани, почитуван градоначалник, представници на општина, добро вечер. Почитувани Сдружение на граѓани Багери, Прангов, сакам да искористам оваа прилика да ви се поклонам, да ви симна капа, што конечно на некој после толку години ма текнува да организира настан спортист на годината на Многу ми е криво што оваа манифестација да започнуваме со прва манифестација и сакам да останам еден аманет до градоначалникот и до Сдружение на граѓани Багери да ја продолжи оваа манифестација, пошто како што гледате, Каменица има многу спортисти млади што заслужуваат да добиваат секоја година награда. Може, на мене ми е криво што е прво, пошто ќе соберех повеќе награди. Може и сите. После 24 години кариера, ама сакам на младите да и посакам само да продолжат по патот кој го водат моментално и да не се откажува ниједна препрека, да не биде пречка за тамошниот тек на нивните кариери. Фала ушеднаш на сите. Ве поканувам сите добитници, спортисти да се придружите на сцена за една заедничка фотографија. на заеднички коктел во име на Сдруженијето на граѓани Багери, би сакала да оддадаме за крај, но не и најмалку важно, посебно признание за човекот кој живее за Багери, живее за спортот и е главен виновник за оваа прекрасна вечер. Врвен новинар кој целиот живот пишува за спортот, ги величи талентите,
и се избори родната каменица да ги величи нашите спортисти и амбасадори на градот. Навистина ми е задоволство, почитувам председателя на Сдруженијето на граѓани Багери, спортска легендо и пред се човек. Звонко Прангов да го прими признанието од своите граѓани. Заеднички коктел во просториите на Домот на култура. Поведете!